Добар ден, драги пријатели! Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за една тема која што е поврзана со нивото на енергија кој што ние луѓето го имаме или го немаме, односно со тоа дали постојат некои производи, односно дали постои тип на храна, продукти, витамини, минерали или можеби одредени и конкретни макро или микронутриенти кои што ќе придонесат за зголемување на нивото на енергија, затоа што многу луѓе на денешницава патат по оваа тема, а тоа значи дека имаат недостаток на енергија во текот на денот. Односно, имаат чести падови на концентрација на енергија, имаат чести појави на чувство на потреба за приспивање и така натаму во текот на денот, кои што знам дека ви се познати, и самите кризи за благо и грицки кои што се појавуваат во текот на денот и кои што се секојдневие за огромен број на луѓе се всушност падови на шекер, односно пад на енергија. И ако зборуваме за енергија, не значи дека шекерот ќе обезбеди енергија. Шекерот ќе обезбеди краткорочна енергија и да, телото наоѓа енергија од гликозата, која што има и во крвта и складирана во мускулите и во црниот дроб, но овде она што јас сакам да го постигнам како цел и да го поентирам е за долгорочна енергија, односно дали постои здрава храна која што ќе ви донесе енергија. Да, точно, и секоја здрава храна која што ја имате во текот на целиот ден во правилно избалансирани оброци ќе ви донесе енергија, затоа што самиот метаболизам ќе почне да работи во поголема брзина и вие ќе се чувствувате поенергични и подобри. Но она што сакам да го доловам како момент, дали постојат продукти кои што придонесуваат за дополнително зголемување на нивото на енергија и расположението во текот на денот, мојот одговор е да, а тоа се Б-витамините, односно поконкретно витаминот Б6, кој што се поврзува со хормонот на среќа серотонин, и она што е убаво, сега конкретно не знам да ви кажам дали кои точно производи содржат Б-витамини, но затоа постои чичко Google кој што може добро да ви помогне и да ви ги наброи топ, можеби 5 или 10 продукти кои што содржат во својот состав Б-витамини, односно поконкретно витамин Б6, па ја би го ставил тука и витамин Б12, но во секој случај подобрувањето на расположението и поврзувањето на Б-витамините со серотонинот има научна позадина и има логика позади сето тоа, иако во детали се не е така добро скоцкано и расчленато, затоа што тоа е многу комплексна тема, но во секој случај, ако обезбедувате доволно витамин Б, а не се плашате да и претерате со внес на витамин Б, затоа што Б-витамините немаат лошо дејство и не може да се предозирате за разлика од можеби некои други витамини кои што се А, К и така натаму. Б-витамините немаат таква опасност, затоа слободно може да ги конзумирате во неограничени количини. Може да ги обезбедувате и преку додатоци во исхрана, но пак ќе речам, немојте само да се фокусирате на тоа да внесувате додаток на исхрана Б-комплекс, а при тоа да заборавите дека најосновното гориво и извор на енергија е едноставно начинот на живот кој што го имаме, и ако зборуваме конкретно и за серотонин, тој и сите хормони кои што се во таа група на хормони кои што предизвикуваат задоволство и среќа, еден дел од нив и се имаат зголемено лачење кога сме добро наспани, еден дел имаат зголемено лачење кога сме во процес на физичка активност, односно после физичка активност, затоа мојот примерен фокус и поента е да воспоставите квалитетен и добар начин на живот, но конкретно ако зборуваме за дополнување на вашето расположение и релаксирање, во тој случај Б-витамините, од кои што Б6 и Б12 јас би ги издвоил како микронутриенти кои што дополнително би можеле да придонесат во зголемувањето на ваше расположение и подобра енергија во текот на денот. Така да, за оваа тема на некој од вас можеби ќе му донесе некаква вредност и ќе слушне нешто ново, и ако имате вие нешто да додадете или да допрашате поврзано со оваа тема, слободно користете хаштаг #AskJosif или контактирате ме во приватна порака, а до следната епизода ви посакувам здрави животни навеки и се гледаме утре или можеби во некој нареден ден. Чао, чао!